Денеска православната црква ги прославува светите 42 маченици од Амореја, блажениот Јов и светите маченици Конон, таткото и Конон, синот. Светите 42 маченици од Амореја. Овие биле војводи на византискиот цар Теофил. Кога царот Теофил ја изгубил битката против сарацените околу градот Амореја, сарацените го зазеле градот, убиле мнозина христијани, меѓу кои и овие војводи. Останатите христијани или ги испотепале, или ги продале во робство, а војводите ги фрлиле во самица, каде што самувале 7 години. Повеќе пати доаѓале муслиманските главатори да ги советуваат да ја примат верата на Мухамед, но војводите не сакале ниту да чујат за тоа. Кога сарацените им говореле на војводите дека Мухамед е вистинскиот пророк, а не Христос, војводите ги запрашале: ако двајца луѓе би се препирале за една нива, па едниот да рекол моја е нивата, а другиот не е, туку е моја. При тоа, еден од нив имал многу сведоци дека нивата е негова, а другиот немал ниту еден сведок освен самиот себе. Што би рекле вие, чија е нивата? Сарацените одговориле: на вистина на оној што има многу сведоци. Право пресудивте, им одговориле војводите. Така е со Христа и со Мухамед. Христос има многумина сведоци, старите пророци кои вие ги признавате, кои сите од Мојсеја до светиот Јован претеча сведочат за него, а Мухамед самиот за себе сведочи дека е пророк и нема ниеден сведок. Се посрамиле сарацените, но тогаш пак се обиделе да ја бранат својата вера вака: дека нашата вера е подобра од христијанската се гледа по тоа што Бог нам ни ја даде победата над вас и ни ги даде најдобрите земји во светот и царство многу поголемо од христијанството. На тоа војводите одговориле: ако би било така, тогаш и идолопоклонството египетско и вавилонско и елинско и римско, како и огнопоклонството персиско би биле вистински вери. Оти во едно време, секој од овие народи ги победувале останатите и владееле над нив. Очигледно е дека вашата победа и сила и богатство не ја докажуваат вистинитоста на вашата вера. А ние знаеме дека Бог некогаш победата им ја дава на христијаните, а некогаш допушта маки и страдање да ги исправи и приведе кон покаяние и очистување од гревовите. По 7 години биле исечени во 845-тата. Телата им биле фрлени во реката Еуфрат, но испливале на другиот брег каде што христијаните ги собрале и честно ги погребале. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси
mrtvih pojuštijati. Aleluja. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nine i prisno i vo veki vekov. Amin. Jedinorodni Sine i slove Božji, besmrten si i izvolivi spasenija našego radi. Voplotiti sja od svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vočelo veći visja. Raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi. Edin si Svjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas. Блажениот Јов, роден во Москва во 1635-та. Пеењето и службата црковна го привлекле кон црквата. Му станал духовник на царот Петар Велики, но поради некоја клевета се оддалечил во Солветскиот манастир, каде што тврдо се подвизувал. Се упокоил во Господа во 1720-та, во 85-та година од својот живот. Пред смртта извикал: "Благословен е Бог на нашите отци, па кога е така, не се бојам, но со радост заминувам од светот." Светите маченици Конон, таткото и Конон, синот. Таткото бил веќе старец, а синот момче од 17 години. Во времето на Дометијан биле со пила заклани поради верата Христова и се прославиле во црквата на земјата и на небото. Чесно пострадале во 275 година. Te